Добро утро! Јас исто и како временската прогноза, сончев, стабилен, смирен и спремен да ви одговорам на прашањата. Секоја среда стандардно имаме прашања и одговори со Јосиф и за секој оној кој што сака да направиме интеракција, да ви донесам вредност, да ви одговорам можеби на прашања, дилеми и нешто што е поврзано авемачи со исхраната или активниот животен стил, може да го правите користејќи го хаштагот можеби Ask Јосиф, броевите на телевизија Телма или па моите профили на Facebook, Instagram и да ми пишете во приватна порака. Може да ме најдете како Ask Јосиф на Instagram, Coach Јосиф на Facebook и да направиме комуникација. За денеска првото прашање доаѓа од Наташа Спасовска и прашува како да се намали тежината додека мајката дои. Наташа, намалувањето на тежината и во овие случаи кога мајката дои нема да биде ништо поразлично од онаа стандардна филозофија за непокачување на килажата. Она што е проблем кај мајките и кај доилките е тоа што се во паника после бременоста затоа што можеби имаат вишок на килограми, кои што го немале можеби пред бременоста. Од друга страна се во паника затоа што сметаат дека доколку треба да почнат да слабеат, ќе треба да почнат да isfрлаат многу работи од исхраната и да гладуваат. И од друга страна тоа па им прави паника дека можеби ќе се изгуби хранливата вредност на млекото со тоа што они ќе почнат да гладуваат и да isfрлаат одредени продукти или не знам да применуваат некаква диета со цел да ослабнат. Така да јас прво би те советувал да си ја тргнеш од глава филозофијата и идејата и сликата за слабењето дека е нешто што ти треба да го не знам да се мачиш, да бидеш на некаков режим или да isfрлаш нешто од исхраната. Квалитетната исхрана не подразбира isfрлање на продукти, туку напротив представува дополнување и вметнување на продукти кои што ќе ја направат храната вредна, ќе има доволно хранлива вредност и со тоа нема да создаваш нови масти. Филозофијата на слабењето секогаш по мене треба да биде да не се доведуваш во ситуација на здебелување. Така да еден начин на живот и исхрана кој што подразбира добар појадок, редовност на оброци, пиење на доволно вода е сосема доволен и без разлика дали си доилка, дали си во бременост, дали не си во бременост, така да нема точна програма, продукт или диета која што вели ова е диетата за доилки и на овој начин исклучиво може да слабеат. Мислам дека ме разбираш, али доколку ти е потребна дополнителна помош, слободно стојам на располагање. Следното прашање доаѓа од Поповска долна црта С и прашува што да правам за време на велигденските пости, а да ги внесувам сите потребни хранливи вредности. Симона, одлично е прашањево и во принцип велигденските пости се нормално ние ќе зборуваме за храната, нема за духовниот дел да зборуваме, али ако не се лажам, пошто мислам ги немам правено велигденските пости, али имам пробано веганство, мислам дека велигденските пости се не баре веганството, затоа што ако не се лажам се isfрлаат голем број на продукти од животинско потекло, односно се isfрлаат месо, јајца, млечни продукти, дури знам дека има и некои денови кои што е комплетно дури без зејтин, но она што е важно во овие случаи и проблемот кај многу луѓе кои што постат е тоа што внесуваат и се хранат со голема количина на јаглехидрати, затоа што едноставно многу од продуктите им се isfрлени и она што им останува на располагање многу често јадат леп, мачкаат мармалади, можеби конзумираат многу ориз, компир и така натаму и генерално се случува да дури после пост луѓе покачуваат килажа. Тоа е затоа што немаат баш баланс во исхраната, така да прашањето ти е на место. Она што јас би ти го советувал и би ти го препорачал, исто би останало добар појадок, редовност на оброци, доволно вода, кој што изгледа по мене добар начин на живот и исхрана, и она што ќе треба да правиш е да инкорпорираш многу растителни продукти и да правиш комбинации од нив од типот за време на ручек ќе имаш и ориз, можеби и леќа и појма немам и грашок. Значи
барем по порцијата нека ти изобилува со 3 до 4 различни продукти од растително потекло. Тука ти се јатките, тука ти се печурки, тука ти се сите мешунки, значи не знам, киноа, просо, чија, овесни снегулки. Имаш многу продукти и треба да ги комбинираш за да успееш да внесеш оптимална количина, најмногу на протеини, затоа што најмногу таму страдаат луѓето кои што се ставаат на пост и најчесто протеините ги внесуваат во помали количини. Следното прашање од Еци Елени и прашува зошто со последните 3 килограми до целта многу потешко иде семнувањето. Еци, не е работата дека е потешко, туку е побавно, од причина што многу е полесно ти да симнеш 3 килограми кога имаш 20 кила вишок, отколку да симнеш 3 килограми кога имаш 3 килограми вишок. Тоа е, мислам, нема ништо нелогично и проблемот е во твојата глава што ти го прецепираш тоа како тешко, не е воопшто тешко, треба да бидеш само потрпелива, затоа што можеби симнувањето на 3 килограми кога имаш 20 вишок ќе биде за 2 недели или за 3 недели, но симнувањето на 3 килограми кога имаш 3 килограми вишок ќе биде за, не знам, можеби за месец дена. Доколку значи, ја би те советувал искрено да не се оптеретуваш со времето и да бидеш потрпелива, доколку сакаш да ги нападнеш буквално тие вишок на 3 килограми последни, високоинтензивните тренинзи би ти ги препорачал и би ти препорачал можеби по low carb, односно по мал внес на јаглехидрати во текот на денот, но за детали стојам на располагање затоа што не може сега, ја мислам, не го знам твојот ден, точно како изгледа и твојата моментална ситуација, затоа обрати ми се повторно назад слободно. И следното прашање доаѓа од Фиткасиула и прашува колку време треба да помине за да се навикнеш на новиот начин на исхрана и колку време треба без cheat meal. Cheat meal, у принцип, за оние кои што можеби не сте го сретнале, е преварантски оброк, односно кога си можеби на добар начин на исхрана да изедеш некаков junk food, некаква процесирана храна која што ти е омилена. И прашањево е супер, од причина што баш и вчера го разговарав со луѓето со кои што работам. Три предизвици има кога човек почнува нов начин на исхрана. Првиот е првите 3 до 4 дена, додека телото свати дека се случува нов начин на исхрана и додека практично се влезе во тој нов шаблон и да престанат можеби тие кризи за благо грицки кои што можеби не се стандардни. Вториот предизвик најголем е некаде после трета недела, четврта и пета можеби, али најчесто четврта, затоа што се јавува плато ефект, стагнира телото со промените, го фаќа носталгија народски кажано и многу често тука луѓе знаат да се откажат од причина што често може да се посомневаат дека можеби и ова не е баш добриот начин на исхрана и правата диета. Од друга страна тука најмногу влијае околината, затоа што често кога почнуваме нови работи, никој баш не ни дава признание и оптимизам, туку повеќето од луѓето ти викаат тоа се глупости, ти влеваат семе на сомнеш и се скептици и често знаеме кога сме сами да потпаднеме на тоа влијание. И третиот најголем предизвик кога почнуваме нов начин на исхрана е некаде туку 8 и 9 недела и тие по мене се најтешките недели од причина што телото го фаќа сериозна носталгична криза за старата форма, за старите навики и 80% некаде од луѓето кои што од искуство го зборувам, кои што 9-та недела ја поминуваат со максимална дисциплина без да прекршат и стегнат заби да не се предадат, имаат големи шанси дека веќе ќе ги надминат сите кризи и дека во голем дел ќе го завршат процесот и нема да се вратат никогаш на старите навики. Така да првите 9 недели ти се клучни, Фиткасиула. И последното прашање доаѓа од Ивана и прашува што после екстремен пат на килажата. Од каде да почнам со вежбање? Јас, Ивана, не почнав со вежбање кога имав пат на килажата од 25 килограми пред 8 години, но и за ова прашање, за да не нагаѓав, се обратив кај Филип, кој што ни доаѓа од Lifestyle Fitness студиото, така да ќе го погледнеш видеото во прилог и ќе ти стане јасно. По екстремен пат на килажан, најважно е за почеток да се почне полека, односно исто како што мускулот нормално е истрошен од таква диета,
да почне постепено да се вежба со тоа што постепено ќе се зголемува килажата и мускулот ќе почне да расте. Нормално секако исхраната исто така важна во однос на ова. За да не дојде до преголемо оптеретување на телото, секогаш најправилен пристап е полека да се зголемува повторувањата, да се зголемува килажата и со тек на време телото ќе се дојде во нормала. Епа, мислам, тоа би супер одговор. И тоа беше и последното прашање и одговор за денеска. Супер, мислам дека направивме рубрика и супер вредност донесовме. Ве охрабрувам и понатаму да ги поставувате вашите прашања, ќе дадам се од себе за да ги најдам најдобрите одговори. Оно што ми останува за крај да ви посакам убав ден, да ви посакам здрави животни навики и да се видиме веќе следната среда. Чао, чао!